Денеска учиме поим за искршена линија, отворена и затворена. Ова е една нова лекција за тебе. Ти досега се сретна со поимот на линија и до сега работевме криви, отворени и затворени линии. А денес работиме поим за искршена линија, отворена и затворена. Ќе видиш дека не е тешко и дека ќе можеш лесно да ја научиш лекцијата. И јас за оваа презентација користев шпагети, се разбира неварени, зашто тие можат лесно да се скршат. Еве, на еден лист хартија зедов една шпагета и таа е една права линија. Оваа права линија лесно можам да ја скршам. Еве, ја скршив шпагетата и добив една линија што е искршена. Значи ова е искршена линија. Сега можам од деловите да направам искршена отворена линија. Значи колку дела има линијата? 1, 2, 3, 4 дела. И направив отворена искршена линија. Еве уште една искршена отворена линија. Сега, може линијата и да се затвори за да не биде отворена. Од деловите може да направам искршена затворена линија. И јас добив форма на триаголник. Значи 3 дела од линијата ги затворив и добив затворена искршена линија. Затворената искршена линија може да има форма на триаголник, а може и на квадрат. Значи оваа искршена линија се состои од 4 дела. 1, 2, 3, 4. И тоа е правоаголна форма. Или пак петоаголна. Значи сега можеш ти да бидеш креативна и на повеќе делови да искршиш линијата, па да формираш различни форми. Значи 1, 2, 3, 4, 5 линии имам тука. Или повеќе аголник. Само линијата да ја затвориме. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи на повеќе дела или од повеќе дела се состои оваа затворена искршена линија. Со искршена затворена линија можеш да направиш и куќичка. Или нешто сосем друго, например ѕвезда. Во домашни услови можеш да користиш секакви материјали за моделирање на искршена, отворена и затворена линија. Ако имате дома пластелин, можеш да си исукаш линии и со пластелинот да направиш отворена и затворена крива линија. Можеш да користиш и стари копченца. Може би имате во некоја кутија. Или исто пак како мене, неварени шпагети. Па крши ги шпагетите и формирај отворена и затворена крива линија. Вежбај, играј, истражувај, моделирај. Се надевам дека доби инструкции како да направиш отворена и затворена линија. Поздрав! Чао!